Министерството за надворешни работи преку амбасадата во Вашингтон бара Стейт Департментот на САД да го соопшти својот став и да ги расчисти дилемите по изјавите на конгресменот Дана Рорабакер, кој во интервју за албански медиум вели дека Македонија не е држава и треба да биде поделена од соседите. Од МНР оценуваат дека изјавата предизвикува националистичка реторика и не враќа во минатото. Конгресменот е член на Комитетот за надворешни работи и председател на Подкомитетот за европски работи. Неговите искажани ставови предизвикуваат голема вознемиреност околу Македонија и во регионот. Тие разгоруваат националистичка реторика во соседството, со што не враќаат во минатото. Веруваме дека Стейт Департментот соодветно ќе отстрани секаква дилема околу изнесените позиции, како и дека ќе афирмира својата политика кон Македонија и Балканот. За тиранската Визион Плюс, Рорабакер изјавил дека создавањето на македонската држава е пропаднат проект. Рекол дека има влијание врз американската надворешна политика за овој дел од светот и дека во иднина на седници на Комитетот за надворешни прашања ќе се разговара и за прашањето на промена на границите на Балканот. Мојот став е дека Македонија не е држава, жал ми е, но не е држава. Тие се толку поделени што никогаш нема да бидат во можност да одат добро заедно. Затоа косовците и албанците во Македонија треба да бидат дел од Косово, додека другиот дел на Македонија треба да стане дел од Бугарија или на која било друга земја за кои тие тврдат дека се поврзани. Идејата е дека ние сакаме да ја држиме Македонија во живот, бидејќи некој пред 30 години одлучил дека тоа е конфигурација која треба да произлезе од растурањето на Југославија, но тоа нема да доведе до образложение дека оваа идеја се уште држи. Ова не е прва изјава на Рорабакер периодов која предизвика вознемиреност и остри коментари на Балканот. Предходно, како што јавија српските медиуми, тој му испратил писмо на српскиот председател Томислав Николич, во кое му предложил размена на територии во Јужна Србија за Северно Косово и Метохија, како решение за смирување на тензиите во овој дел на Балканот. За ова се произнесе премиерот Вучич, кој изјави дека американскиот конгресмен е близок до албанското лоби, оцени дека ова се обиди за изнаоѓање алтернативно решение и дека Србија има свој устав.